Македонското млеко мора да го зголеми квалитетот до крајот на идната година ако сакаат фармерите да имаат производ на пазарот. Во спротивно ќе останат без пласман, велат стручњаците. За сега само 3,7% од 70% фарми во земјава ги исполнуваат критериумите и би се вклопиле во европските пазари. Согласно податоците со кои располагаме, производството на млеко во државата се карактеризира со три типа на фарми, односно најголемиот дел, 75% се традиционални фармери кои имаат ниско продуктивно, односно слабо продуктивно производство, 1 до 3 крави и годишно производство на млеко 2 до 3.000 литри по крава. Фарми специализирани со повеќе од 20 крави, тие се некаде околу 5% од купниот број на фармери, додека само 3% од фармите се оние кои имаат повеќе од 50 грла и треба да бидат носители на производство на квалитетен ганетски материјал за преостанатите фарми. Од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје нагласуваат дека проблемот е комплексен со млекопроизводството во земјава, но мора да се реши до крајот на 2020 година, зашто ако не се нуди квалитетно млеко на македонскиот пазар нема да се откупува, а фармерите ќе се најдат во незавидна ситуација. Мора да има ставна релација фармери, млечна индустрија, државни институции. Што се однесува до бројната состојба, во споредба со 2006 година, изминатата година се забележува намалување од 5%, тоа пред се во делот кај говедата, додека многу по-драстично е намалувањето на бројот во делот на овчарството. Во споредба со 2006 година, кога имавме околу 1.300.000 овци од државата, сега немаме ни 700.000 овци. Тоа е едно по-драстично намалување. Во делот на откупот на млеко, исто така бележиме негативни трендови, додека во 2006 година имаме околу 166 милиони литри производство на млеко, во 2018 година истото е едва 106 милиони литри или намалување од 37%, додека па гледано вредносно истото бележи зголемување за 55%. Во делот на увозот на млеко, оно што е за нас позначено и поалармантно, во истиот спореден период 2006-2007 година, кога имавме увоз од 22,6 милиони литри, минатата година завршиме со увоз од 36,5 милиони литри. Тоа е практично 50% зголемување. Според параметрите во Европската унија, во промет се става млеко со 100.000 микроорганизми. Другото млеко воопшто не влегува во промет. Например, ако Бугарија влезе со 10% од фармерите кои исполнуваат услови, Романија со 17% од фармерите кои исполнуваат услови, а Словенија влезе со над 40%. Моменталните недостатоци во македонското млекопроизводство на површина издвојуваат два проблема: досегашното традиционално производство и недостигот од работна рака. За да се решат проблемите, неопходна е модернизација, сметаат од невладините организации и проект менаџерите кои поддржуваат проекти од УСАИД и од Европската унија.